Секоја чаршија има своји препознатливи звуци. И старата скопска чаршија ги има. За жал, полека исчезнуваат звуците на едно време, но ги заменуваат нови. Има и звуци кои му пркосат на времето и се уште одекнуваат како ехо од минатото. Еден таков звук е и ударот на токмакот врз летото на копаничарот кој длаби во дрвото создавајќи творби кои го носат битот на ова поднебје, на резбарската традиција. Токму по тој звук го најдовме и еден од последните активни резбари во старата скопска чаршија. Во ова издание на Луѓе и места ќе ве запознаеме со Имер Кока, самоук резбар кој во еден сокак од чаршијата ги создава своите резби во оревово, црешово, дабово и друг вид дрво. Некогаш навечер, длабоко во ноќта кога е празна чаршијата и кога се уште работам, имам чувство дека сум сам со резбата, а друштво ми прават самовилите, вели Имер, еден од последните копаничари во скопската чаршија. Уште од најмали нозе кај себе ја препознал дарбата да слика, а подоцна и да ги резба сликите во дрво, но и во мермер, камен, метал. Израснат во чаршијата и центарот на Скопје, уште како дете се фасцинирал од работата на еснафите, но и на каменорезците кои ги обработувале камените блокови долж кејот на Вардар. Пред прво одење да влегуваме сум цртало по улици, бетону, под зидови сме цртале како деца со другарите од мало. А иначе како уметник, да речеме, може сум роден уметник. Роден сум уметник. Од прво одделение, па второ, трето, све повише и повише. Со цртањето прво, цртањето ми било. И ден денеска цртам убаво, исто портрети, пейсажи све. Како дете сме го шетале Скопје на многу места, скулптури, све тоа што сме гледале со другарите, пријателите и сам. Јас сум бил најзаинтересиран од другарите. Сите идеа негде, ја ќе застанав, ќе гледав. Исто имам една чудно за мене, према Луна парк, кога се иде ова, има една бина тука, према Залошки врт, кога се имаше мечка една у земја, тука имаше едни скулптури, истото. И тука сум уживал како дете. Да ги гледам тие мечки скулптури, нели од бетон беа или мермер. Како се гради каналот од Вардар, па клеса камења, по плошад носеа камења, се дали од бетон беше или гранит некоја фирма. И камењата и имаше, за мене уметници беа тие, сите работници, али уметници. Работеа, сите другари се бања у Вардар, ја цел ден ги гледав како работат. Се враќаме дома, чак ни лев не сум јадал од кеф, да почнеме нешто да правиме. И сум почнал да ги работам у камен. Сега каменот бил под сврз, обичај камења, нели? Оти ја така сум се мачал, шајки, не знам што, ово, чекич. И успех сум имал и како дете, знаеш, толку што сум го сакал. Камен. После исто со дрво сме работеле. Така и дрвото и од татко ми е малку работеше, татко ми со дрво нешто со теслица ќе правеше нешто и ја многу внимателно сум го прател. Татко ми и така и јас сум почел. Он правеше нешто, ја одма после него ќе земев, ќе правев нешто, ќе онаде. И така почав. Денес, кога ги гледам моите први резби, кога да не сум ги правил јас, вели Имер. Детската фантазија најпрвен го натерала да прави бродови од дрво, за потоа да го усоврши резбањето и да му се препушти целосно. Алат, чак и од шајка, татко ми работеше у железничка и сум плаќал една недела да ми носи шина, за ја да правам некој алат. Ке земев шајка, мек материјал, големи шајки, ке направив некој алат за да резварам нешто у дрво. Пошто не сум знал што се глета, саќаш. И не дека сум имал глета и така сам сум направил нож, кескар шеф, ово, една столарска сум имал од татко ми тоа права, мислам. Со тоа сум се мачел. Да направим и така многу убави фигури правим. Чанци, бродове, ама не да ги правиме у фурнири тоа, пошто е фурнири и на крај памет, како трето одделение, ни на крај памет, не знам што е фурнир или тоа. Ќе земев труп, дали од даб, кога ќе сечевме дрва, тоа и ќе земев корен највише. Од корен ќе направив цел брод, од надвор, ама од пуно дрво. Пошто не сум имал глета за копање да направам празно нешто ново. Пуно, али многу убаво искача. Тој е самоук во оваа негова пасија.
Советите од другарите и пријателите и од она што можел да го види со око направиле да ја засака резбата, но и да ја осовршува техниката градејќи го собствениот стил. Цртање, мермер, дрво, ово и плюс и другарите, да речеме. Некој умало ке ме видиш, вика, оревот се работе поубаво, татко ми исто го прашува. Татко ми кажуваше за некои други дрва. У села, што за мене ден денеска се непознати тие. Ја не ги познавам тие дрва. И зборуваше за бикови што орале, што правеле, тоа посебно дрво, некој брест, било брезлик или нешто друго. И од другари пријатели, што сакав да кажам, исто инспирација. Ке дојде некој пријател, вака се работи, што не правиш тоа, што не покушуваш ова, да направиш, се мачиш у камен, ово, направи нешто у дрво. Вака еден комшија ми даде една глета, имаше ова и така почнав. Како што растам години, искачаш у чаршија, идеме, гледаме нешто, Блиц, телевизија почнавме, после купивме телевизија некојаш и у телевизија Блиц ќе кажа некој програм со Чекич тоа. Нели, што сме гледали и тоа имам инспирација. Само у тоа сум роден, мислам роден за многу работи. Не само некојаш викам човек со 4 раце. Цртам убаво, мермер работам, гравирам у метали, сите врсти метали ги гравирам. Значи од бакар до челик за штанца што се овие. Исто и цртам, значи убаво, мермерот и дрвото. Ама дрвото сум го сакал највише. И стварно те тера да го засакаш. Што сакав да кажам за инспирации кај имаме. Трето оделение кога сме биле, школата не носеше у Свети Спас. Пето оделение у Призрени, у Дечани црквата исто. Мислам, резба највише имало у тоа. И стари куќи имаше у Газивава, тие турски стари. Розетни имаше, али не, мислам, професионална како денеска у 100 денарката што е. Ја таква не сум видел у тоа време. Него имаше едни мали розетни, тоа ми беше исто интересно, знаеш. Ме влечело дрвото, пак ме влечело највише и така сум почел. Прај тоа, прај она, цртај, вака треба, она, ова. Пријатели, другари, професори сум имал после како што растам. Импозантните резби по црквите низ Македонија, но и малите резби кои ги среќавал секојдневно околу себе, направиле тој да ја засака резбата во дрво и да проба да направи нешто слично. Кога сум влегол прв пат у Свети Спас, почнав да шетам со резбата, ме сеќаш, или нешто друго, кога ќе гледам дрво, нешто малку уметничко, малку ќе го работам. Шетав у дрвото. Ама не се зборува, да речеме, Свети Спас, па после и Бигорски сум го гледал, исто по цркви, Осоговски манастир, па слики, па у Грчка сум бил, мислам и пога. И ден денеска така шетам у дрвото, у резбата, уживам, знаеш. Али имам моја линија, кога правам нешто, имам моја линија, не зависам, знаеш, од некоја резба цртам со слободна рука цртам. Еден мој комшија, Нуи се вика, столар, тој ми дал 3 глета, ден денеска ги чувам тие дома, ми се како сувенири и нема да ги изгубам. Со тие 3 глета многу работи сум направил и ден денеска мислам имам некои глети, некои сам сум ги направил, едни од Чешка ми се, едни други глети ми се од Франција, Швајцарска што ми носеле. Пак работам со 3-4 глета. И тој другар што ми ги даде тие првите глета, никогаш нема да го забравам и многу успешен сум бил. Од 87 сум почнал вака на Англо да го работам ова работа и сум се придржал повише на дрвото. И со сребро сум работил и калопи сум направил, али дрвото не сум го оставил никогаш. На шега вели Имер, кога ќе се уморам од дрвото, земам прстен во рака и го резбам. Навикнате ми се рацете. Метал, ќе земам прстен, ќе гравирам нешто. Не, телото ми се научил со работа. Чак и дома кога идам вака гледам телевизија, ќе земам прстен, плочка една, така и ќе гравирам нешто. Прстења што работам, кај Чичко Славе, со татко ми Нама, идевме да купуваме, Нама беше. А ја ќе застанав, татко ми и мајка ми идеа тамо, ја ќе застанав да го гледам како работи. Чичко Славе сум го гледал со години, автобуска станица ми беше. И тоа мора да го кажам, инспирација за прстења што гравирам дебарски. Јас сум почел и дебарски, сега можда подобро од него ги правам. Мислам, поситни, по тоа, многу успешен сум бил.
Ali ете, инспирацијата, ова мора да се каже, значи, ипак без да видиш негде, без да ти, или еден збор некој ќе ти каже, тап, ти влегува тука и можеш да постигнеш во животот многу. Тој ги работи сите видови на резба во дрво карактеристични за ова поднебје. Најчесто работи во орев, но и во даб, цреша и други видови дрво. Доаѓаат туристи, турци, не знам што, они имаат своја резва, се фалат, не знам што, но па и јас се фалам со нашето поднебле. Мислам како резва што има во Македонија, у свет нема. Посебна резва, за мене. Ја како што го гледам, може има и поубава резва, има барок резва у Европа, исто е убава, све не викам да. И кај нас барокот постои, имаме можда и ориентал нешто. У нашите линии постои и ориентализмот, али ипак имаме наши линии балкански. Балканската резва, мислам, у свет го нема никој. Нема што да зборувам, јас зборуваат црквите највише што, мислам црквите што го чувале резвата како Свети Спас Бигорски и други цркви. Со нашата резва нема. Ја сите врца резва, од аматерска, најплитка резва, тоа линија да правиш и до шуплива резва. Идам шупливо, од најтешкото ми е подкопано кога иде ова. Шупливо, али подкопано, ја го викам подкопано. Мислам сите резвари такаве. Подкопаното е најтешко. Работам у даб, у цреша работам, у крушка. Крушката многу го сакам, многу интересно дрво, убаво е, али многу ретка е крушата. Највише оревот, како оревот нема. Имер прави резби и за цркви и за џамии. Посебно сум мотивиран, вели, кога работам нешто за некој верски објект. Баш ме одмара, ме смирува. Поготово, или повише сега доаѓаат за џамии и цркви некои работи барат, икони правам по порачка повише. И сега, нели правиш нешто за црква или икона или за џамија. Ти си нервозен или од дома си искочил или имаш некоја нервоза. Ова таму ќе почнам да работам, се смирувам како да немам ништо. И многу поубаво работа. И све нервозата се губи одеднаш. И дрвото е, мислам, такво од Господ го сварал. Мене ме смирува дрвото. И најнервозен кога сум, кога почнуваш да работиш, тап, се смируваш. Кога се работи за црква, за џамија, за нешто, највише зборувам за црква и џамија, со чиста душа го работам, со душа. И малку се плашиш, знаеш, да не грешиш, нели, колку толку е верско. И тука 12-13 нема проблем, треба утре, задутре и ќе го работиш. Ама тоа малку поретко не се случува. Неговата работилница ја посетувале странски туристи од многу држави, па и видни личности, како што вели. Но најмногу се радува на моментот кога деца ќе застанат додека работи. И додава дека се надева дека некој може како него да ја засака резбата. Енглески не знам, со турците се разбирам. Највише многу ме сликаат, доаѓаат сликаат како вие што правите програм. Ме прашуваат кога има мали работи, вака ситни флора, фауна највише, али ја по мојот стил флора, фауна да речем. Камен има што правам, ги купуваат. Али тие не фрлат многу големи пари, оние сакат од 5 евра, 10 евра до 20 евра највише, што можат нешто да остават. Доаѓаат, гледат, не им зборувам ништо и тие ме смируваат децава. Имам и внук исто, тој многу добар е, учи занат и има талент голем, а фамилиарно имаме сите таленти, и децата мои, и овој, и црта убава, сакам на уметничко да го запишам. Ако даде Господ некој пријател и другари, ова година му отиде празно, жал не е. Ете со мене работи, тренира тука, прави работи, го пуштам него, слободна рука, ич не се плаши. Крши, прави тоа, тебе ти е таа работа и многу е успешен. Да дојдеш во чаршијата, кај ваков мајстор и да не се напиеш чај е исто како да не си бил. Со нашава чајанка го одјавуваме ова издание на Луѓе и места. Гледајте не и за 7 дена кај некои други луѓе на некое друго место.